Добре дојдовте на уште едно ново видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова видео за вежби, како што читате, ќе вежбаме за типовите на реченици и типови на прашања во германскиот јазик, поточно за оние кои се поврзани за ниво А1 или за почетници. Пред да го вежбаме ова видео, потребно е да го имате научено предавањето за истото. Односно, во плейлистата за ниво А1 можете да го најдете предавањето за реченици и прашања во германскиот јазик. Во ова видео, како што кажавме, ќе направиме вежба за секој од типовите на реченици и типовите на прашања и ќе дадеме по околу 12 пример реченици за секој од нив. Ќе започнеме прво со расказни реченици или die Erzählsätze. Прва реченица: Ich spiele gern mit meinen Freunden. Јас играм со задоволство со моите пријатели. Втора реченица: Sie ist frei und ohne Sorgen. Таа е слободна и без грижи. Sie leben in einer Welt, in der die Sonne nie scheint. Таа живее во свет каде сонцето никогаш не сјае. Der Himmel ist blau. Небото е плаво. Die Schülerin macht die Hausaufgabe. Ученичката ја прави домашната задача. Следна реченица: Ich kann den Mann sehen. Јас можам да го видам човекот. Одиме понатаму. Die Bücher sind interessant. Книгите се интересни. Der Hund ist sehr alt. Кучето е многу старо. Следен пример: Das ist meine kleine Welt. Ова е мојот мал свет. Sie liebt mich. Таа ме сака мене. И следна реченица: Das Formular ist sehr kompliziert. Формуларот е многу комплициран. И последна реченица од расказните реченици за ова видео: Die Studenten sprechen gut Deutsch. Студентите зборуваат добро германски. Сите овие реченици спаѓаат во расказни реченици во германскиот јазик. За тоа како се формираат и нивните правила, можете да гледате видеото кое го кажавме на почетокот, односно за реченици и прашања од плейлистата за ниво А1. Одиме понатаму. Вториот дел од ова видео ни е поврзан со расказните реченици со негација, односно die Erzählsätze mit Negation. Да прочитаме некои примери и за овој тип на реченици, а потоа продолжуваме со прашалните. Das Telefon funktioniert nicht. Телефонот не функционира. Er geht nicht ins Fitness. Тој не оди на фитнес. Du bist nicht meine Verlobte. Ти не си моја вереница. Mia ist nicht glücklich. Мија не е среќна. Ich sehe keinen Sternbild. Јас не гледам созвездие. Ich besuche meinen Opa nicht. Јас не го посетувам мојот дедо. Leider haben wir keine Kinder. За жал, немаме ние деца.
Seine Freundin kommt nicht aus Bonn. Неговата пријателка не доаѓа од Бон. Die Sonne scheint nicht. Сонцето не сјае. Aber das ist keine Sonne. Но ова не е сонце. Следен пример. Mein Vater heißt nicht Ben. Мојот татко не се вика Бен. И одиме понатаму со последната реченица од расказните со негација. Ich kaufe keinen Sonnenhut. Јас не купувам шешир. Како што гледате од примерите на овие реченици, некогаш негацијата се прави со зборот nicht, а некогаш со kein или keine. Затоа, кој збор се користи за негација, може да гледате од предавањето за германски реченици и прашања. Трет пример, кој ќе го вежбаме во ова видео, се прашалните реченици со можен одговор да или не. Односно, на германски кажани ja, nein, fragen. Да видиме примери и за нив. Bist du verheiratet? Женет ли си или мажена ли си? Spielst du Tischtennis? Играш ли ти пинг-понг? Bestellen Sie Kaffee? Порачавте ли вие кафе? Magst du deine Schule? Го сакаш ли ти твоето училиште? Следен пример, möchtest du alt werden? Би сакал ли да остареш? Hat er Geschwister? Има ли тој браќа и сестри? Wohnst du in einer großen Stadt? Живееш ли ти во голем град? Findest du Fußball interessant? Го сметаш ли ти фудбалот заинтересен? Следна реченица, willst du Spaghetti essen? Сакаш ли ти шпагети да јадиш? Ist die Geld wichtig im Leben? Важни ли ти се парите во животот? Hast du eine beste Freundin? Имаш ли ти најдобра пријателка? И последна реченица од овој тип, bist du schon mit ihm zusammen? Дали си веќе заедно со него? Четврт тип на реченици кои ќе ги вежбаме во ова видео се прашалните реченици со прашален збор или на германски така наречени V-fragen. Да прочитаме 12 примери за овој тип на прашања. Wo liegt deine Stadt? Каде лежи твојот град? Wer studiert Geografie? Кој студира географија? Was bist du von Beruf? Што си ти по професија? Следна реченица, wann kommt den Bus? Кога доаѓа автобусот? Забележувате ли дека овој тип на реченици, односно на прашања, се различни од минатите? Тоа е така бидејќи користиме прашален збор. Во случајот на овие 4 реченици, прашалниот збор ни е секогаш на почеток на реченицата, односно, на пример, во, веа, вас или ван. Да видиме други реченици во кои користиме прашален збор. Was essen wir heute? Што јадиме ние денес?
Wann treffen wir uns? Кога се среќаваме ние? Wie geht es dir? Како ти оди на тебе? Wie viele Stufen hat die Treppe? Колку многу скалила има на скалите? Wer hat heute angerufen? Кој се има денес јавено? Warum hast du nicht angerufen? Зошто не се имаш ти јавено? Следна реченица, wohin geht sie? Кон каде оди таа? И последен пример од овај тип на прашања. Wann essen wir den Kuchen? Кога ќе го јадиме ние колачот? И петти и последен тип на реченици кои ќе ги вежбаме во ова видео се прашалните реченици на избор или welche Fragen. За овај тип на прашални реченици ќе дадеме помалку примери, бидејќи потребно е прво да имате учено малце понапредна граматика, но бидејќи се споменети welche Fragen во видеото со предавањето за реченици и прашања, поради тоа ќе дадеме неколку примери за да имате представа. Welches Haus kaufst du? Која куќа ја купуваш ти? In welcher Stimmung war er? Во какво расположение беше тој? In welchem Hotel werden wir übernachten? Во кој хотел ќе преноќиме ние? Следна реченица, von welche Pistole sprechen Sie? За каков пиштол зборувате вие? Welches Geschäft betreibt er? Каква фирма води тој? И последна реченица, welchen Anzug trägt er? Каков костум носи тој? Толку за ова видео. За крај ќе направиме една вежба во која ќе треба вие да решите нешто. Значи, ова е расказна реченица. Der Hund ist sehr alt. Кучето е многу старо. Потребно е да ја претворите во останатите типови кои ги вежбавме во ова видео. Односно во расказна реченица со негација, ja, nein Fragen, we Fragen и welche Frage. Со наша помош. Der Hund ist nicht sehr alt. Кучето не е многу старо. Ова е расказна реченица со негација. Истата реченица како прашална со одговор да или не би била Ist der Hund sehr alt? Дали е кучето многу старо или многу старо ли е кучето? Истата реченица со we Fragen или прашална реченица со прашален збор. Wie alt ist der Hund? Колку старо е кучето? И ако ја претвориме во welche Frage, би било welcher Hund ist sehr alt? Кое куче е многу старо? Да видиме уште еден пример во која ќе треба расказната реченица да ја претворите во останатите типови. Die Schülerin macht die Hausaufgabe. Ученичката ја прави домашната задача. Обидете се прво вие, потоа со наша помош ќе ги решиме.
Die Schülerin macht nicht die Hausaufgabe. Ученичката не ја прави домашната задача. Како ја einfragen, macht die Schülerin die Hausaufgabe. Ја прави ли ученичката домашната задача? Како прашална реченица со прашален збор, was macht die Schülerin? Што прави ученичката? И со прашање на избор, welche Hausaufgabe ist das? Која домашна задача е оваа? И последна вежба за ова видео. Du spielst Tischtennis. Ти играш пинг-понг. Претворете ја реченицата, која веќе е расказна реченица, во расказна со негација, прашална со прашален збор, прашална со одговор да, не и прашална на избор. Du spielst kein Tischtennis. Ти не играш пинг-понг. Spielst du Tischtennis? Играш ли ти пинг-понг? Следно, warum spielst du Tischtennis? Зошто играш ти пинг-понг? И како welche Frage, welchen Sport spielst du gern? Кој спорт го играш ти со задоволство? Се надеваме дека ова видео, кое за почетници е многу важно, ви е сега појасно. Ако е така, кликнете лайк и следете не на Instagram како германски јазик онлайн и дадете ни поддршка со тоа што ќе го препорачате каналот на друг кој сака да учи германски јазик. Се гледаме во следното видео.